Скопскиот маратон секоја година привлекува се повеќе внимание, не само на посетителите и учесниците, туку и на медиумите и јавноста. Телевизија Сител меѓу најважните вести на 3 октомври извести и за маратонот, при што констатираше дека скопските кандидати за градоначалник не ги облекоа патиките. Скопје и годинава масовно на маратон. Кандидатите не облекоа патики, но ветија поздрав главен град. Скопските кандидати за градоначалници не трчаа маратон, но трчаа за нивното финале на 17 октомври. Но оваа констатација изречена во најгледаните телевизиски вести во земјата не е вистина. Како што се гледа од објави на социјалните мрежи, најмалку 2 кандидати истрчаа на маратонот. И тоа двајца музичари. Освен Петар Георгиевски, кој е пасиониран учесник на маратони, на годинешниот Скопски маратон истрча и Арбен Бени Шакири. Трчам за Скопје. И покрај тоа што беа изнесени невистини, телевизија Сител ниту ја коригираше оваа дезинформација, ниту пак се извини на кандидатите кои трчаа на маратонот. Може би ваквите дезинформации делуваат безопасно, но тие сепак влијаат на перцепцијата на публиката. Медиумите треба да проверуваат пред да објавуваат, а граѓаните и публиката да бидат многу внимателни со вакви објави, особено при важни процеси и настани како што се изборите.